ВМРО ДПМН останува посветена на својот врвен приоритет, а тоа е намалување на невработеноста и реализација на реформите со која ќе се постигне поголема функционалност на пазарот на трудот, од која придобивки имаат и граѓаните кои бараат работа, но и фирмите кои сакаат да ангажираат лица во своите капацитети. За таа цел се спроведуваат низа проекти и активности, кои беа предвидени и во изборната програма на ВМРО ДПМН. Како резултат на сите активности што се реализираат во насока на намалување на невработеноста во државата во изминатите 100 дена, од функционирањето на новата влада остварени се приближно 10.000 вработувања на кои првпат заснуваат работен однос лица. Во изминатиот период агенцијата реализираше или започна с реализација на сите речиси ветени проекти. И тоа: Агенцијата за вработување го пушти во употреба новиот редизајнен интернет портал avrm.gov.mk, со што се олеснува пристапот до бараните информации како за работодавачите, така и за невработените лица. Меѓу другото, невработените лица имаат можност да ги пребројуваат објавените огласи за вработување по различни критериуми, меѓу кои барање како по занимање, по центар за вработување или општина на која што припаѓа работодавачот. Воедно, работодавачите имаат можност да добијат приказ на активните баратели за работа, по образовен профил, по општина по кој што припаѓаат или пак по регион на кој што припаѓаат. Ослободување од плаќање на придонеси за задолжително осигурување на млади лица до 29 годишна возраст е проект со кој што досега се вработени 3983 лица. Овој проект започна да се реализира од 13 март 2013 година и досега ги дава своите резултати. Проектот ќе остане во важност до 2016 година, но зависно од заинтересираноста ќе продолжи и понатака. Само вработување е мерка со која што дава солидни резултати за вработување на млади лица, на лица кои што се невработени, но и на фирмите кои што сакаат да вработат дополнителни вработувања во своите компании. Проектот е сочинет од 4 мерки. Првата мерка е за сите невработени лица и досега се вработени во 2014 година 115 лица и основале 115 компании. Во проектот само вработување со кредитирање на млади лица до 29 годишна возраст досега се вкупно 3 огласи, од кои што се досега регистрирани 9 компании и 9 лица се вработиле. Во проектот вработување во микро и мали предпријатија со кредитирање досега се постигнати 474 договори со работодавачи за 685 невработени лица. Кредитирање на правни субјекти, микро и мали предпријатија за вработување на млади лица досега се постигнати 14 договори со 14 работодавачи за вработување на 23 млади лица. Во првиот циклус проект за поддршка за самовработување од идеја до бизнес и формализација на постојани бизнеси со неповратни средства, односно грант од 3000 евра, досега се регистрирани 778 правни лица, до крајот на годината очекуваме се регистрират и останатите правни лица до бројката од 900 колку што се планирани во 2014 година. Проектот за поддршка за прво вработување или практиканство за млади невработени лица има за цел зголемување на вработливоста кај младите лица и постигнување на практични знаења на теоретското знаење. Во Република Македонија во 2014 година овозможивме да повеќе млади лица да се стекнат со практично знаење. Младите лица во Република Македонија ги немаат само овие програми, има и други програми кои што им овозможуваме дополнителни знаења, обуки и така натаму. Целта на програмата за субвенционирање на вработување на самохрани родители, деца без родители, родители на деца со посебни потреби, млади лица од 27 до 29 годишна возраст, лица од 50 до 62 години, лица на кои што работниот однос им престанал врз основа на стечај, ликвидација или технолошки вишок. Има за цел за поттикнување на поборување на зголемина вработеноста кај оваа категорија на невработени лица, кои потешко се вклучуваат на пазарот труд и им треба дополнителна мотивација не само кај нив, туку и кај работодавачите. Во рамките на програмата за субвенцирање на вработување на деца без родители, во оваа година се склучени неколку договори за вработување. Во наредниот период ќе биде објавен дополнителен оглас каде што заинтересираните лица ќе може да се вклучат и да аплицираат на истиот. Во рамките на програмата за субвенционирање на вработување на корисници на социјална парична помош, досега се склучени 68 договори од оваа година. Очекуваме во наредниот период да се вклучат дополнителни договори до 125 вработувања. Субвенцирање на вработување на инвалидни лица се спроведе согласно Закон за вработување на инвалидни лица. Досега се поднесени 101 барања за делување на неповратни средства по основа на вработување за 154 инвалидни лица. Во рамките на мерката за субвенционирање на вработување на млади лица до 29 годишна возраст, прва шанса, која има за цел полесен премин на младите со високо образование
Во работниот процес досега се склучени 10 договори за вработување во 2014 година. За мерката обука кај познат работодавец со субвенционирање. Оваа година се склучени вкупно 145 договори за обука. Од нив досега се вработени 79 лица кои што склучија договор за вработување во компаниите каде што беа на обука. Во тек е повикување на апликантите од мерката обука за напредни IT вештини за полагање на квалификациониот испит, со што ќе овозможат да добијат обука од една од 5 напредни IT вештини кои што се побарани во Република Македонија од страна на IT компаниите и сите останати работодавачи. За реализација на мерката финансиска поддршка на правни субјекти за отворање на работни места за мали и средни предпријатија и за најчи од мал обем. Склучени се договори за 51 работодавач за вработување на 75 лица. Во рамките на мерката обука кај познат работодавач во 2014 година се склучени 188 договори, при што досега се вработени 71 лица. Мерката за обука за доволјување на побројаните вештини на пазарот успешно се реализира од 2007 година. Лицата се обучуваа за 24 обуки во 11 градови од страна на вкупно 19 обучни центри или обучувачи. Во рамките на активности за поддршка за активно барање на работа и професионална ориентација, во кои досега се опфатени 3135 лица, се постигнува дополнително вработување кај невработените лица. Обуката за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот од сообраќајна струка отпочнаа на 25.9 и ќе завршат на 24.10 за 30 невработени лица кои што ќе добијат можност да полагаат за Д категорија, односно управување со моторно возило за превоз на патници. Едукација за започнување на бизнес досега посетиле 1258 лица. Дел од нив веќе се вработија, дел ги очекуваме се вработат во наредниот период. Во рамките на проектот Општинска корисна работа, оваа година потпишани се договори со 122 лица за ангажман во 30 општини. Проектот се реализира преку работно ангажирање на невработени лица кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот, согласно потребите на граѓаните од општината од која што потекнуваат. Целта на проектот мотивацијски обуки е да се зголеми довербата, мотивацијата и поттикот за вработување кај невработените лица преку обука и советување за начините на барање на работа и мотивација на користење на услугите на Агенцијата за вработување. Овој проект е дел од проактивната дејност на Агенцијата за вработување.